Сета слава му припаѓа на Бог. Амин. Фала му на Бога за оваа можност што имаме денес да се собереме во Негово име. Меѓутоа свртете се налево и надесно и поздравете го човекот до себе си и кажи му: Господ те сака. Исус те сака. Така е. Знаете, вие сте тука, дојдени, затоа што пред се тоа е заслуга на Светиот Дух, односно бидејќи Бог ве сака сите. Ајде да му се помолиме заедно. Господе семојќен, Ти благодариме, Татко Небесен, во името на Јешуа, Исус Христос, Твојот Син, нашиот Господ и Спасител. Ти благодариме за мирот, за љубовта, за радоста и за Твојата совршена волја, која што се исполнува во секој еден од нас. Во целости се предаваме, Господе, изборувај ни денес и води ни со Твојот Свет Дух. Фала Ти, Татко Небесен, за Твојата благодат и за ова чудесно собирање и за чудата што ги вршиш во секој еден од нас. Во името на Исус, амин. Слава на Отецот, Синот и Светиот Дух, амин. Халелуја. Слушнавте од Горан за водното крштевање, слушнавте и од Сашо за неговото сведоштво и како тоа Бог го спасил. Бог прави чудесни дела и она што е неможно за луѓето, за Бог е возможно. Ако вие си мислите дека за вас нема спас или нема излез или нема начин да почнете нов живот, не бидете толку сигурни, затоа што Бог го има првиот и последниот збор. Амин. Тој е Алфа и Омега, почеток и крај, цар на царевите и господар над господарите. Досега живеевте по одреден начин како што мислевте дека е правилно да живеете. Некогаш тоа беше водено од вашето тело, од вашите мисли, од тоа како бевте воспитувани или од она што мислевте дека е правилно. Но критериумот за да знаеме што е правилно, а што е погрешно, го откриваме во Светото Писмо. Не од легенди и приказни од луѓе, не од народни приказни на телевизија, за тоа каков е Господ. Некогаш дури се чудам до каде може тоа да оди. Но сето тоа ние го дознаваме од Светото Писмо. Денеска јас нема да ве обременам превише со теолошка доктрина, но фактите ќе ви ги изнесам на краток начин, затоа можете да си ги запишувате, за да ги сватите нештата или впивајте ги во себе си, затоа што се многу важни и ви носи Господ преку тоа слово целосна трансформација. Амин. Во 1 Коринтијаните 6 глава 9 до 11 стих пишува многу убави стихови кои што не се секогаш пријатни. Вели: зар не знаете дека неправедниците нема да бидат меѓу наследниците на Божјото царство? Немојте да се залажувате, ни блудниците, ни идолопоклониците, ни прељубниците, ни полово изопачените, ни хомосексуалците, ни кратците, ни алчните, ни пијаниците, ни клеветниците, ни измамниците нема да бидат меѓу наследниците на Божјото царство. И некои од вас бевте такви, но сега сте исчистени, станавте свети и оправдани пред Бог преку делото на Господ Исус Христос и Духот на нашиот Бог. Во овие стихови јасно се кажува дека секој кој што избира да оди по грешниот пат, а не го избира Христос, дека не може да влезе во Царството Божјо. А во Царството Божјо се влегува кога ќе го примите Царот на царевите, тоа е Исус Христос, кога ќе верувате во Него и во она што Тој го изврши на крстот. Ова е многу важно да го разберете, затоа што штом ќе поверувате во Христос, веќе вие сте новородени и веќе Господ ве гледа како Негови деца. Тоа не значи дека сте совршени, но ќе имате помошник, тој е Светиот Дух, кој што ќе ви помага да не сакате да грешите. И со силата од Светиот Дух ќе можете да чекорите во еден праведен живот, променет живот, како што слушнавте како и Сашо што почнал да живее. Овдека во стихот вели: некои од вас бевте такви, но сега сте исчистени, станавте свети и оправдани пред Бог преку што? Преку делото на Господ Исус Христос и Духот на нашиот Бог. Делото на Господ Исус Христос многу луѓе не го знаат. Зошто дојде Исус? Дојде за да ги земе нашите гревови врз себе си.
и ја плати казната за нашите гревови. Тој беше распнат заради нас и наместо нас на крстот. Разбирате? Ја пролее својата крв за секој ден од нас. Умре, беше погребан, а на третиот ден воскресна. И оваа вистина, ако вие прифатите и верувате, започнувате нов живот по милост Божја. Без разлика колку и да се чувствувате и да мислите дека сте добри и праведни, пред Господ никој не е праведен и тоа пишува во Светото Писмо дека сите сгрешија и сите отпаднаа од Божјата слава и ниту еден човек нема праведен. Ниту еден. Ниту еден. Тоа значи дека потребно е некој да не оправда, да не спаси, да не избави од калта. И кој е тој? Тој е Исус Христос. Сега, радосната вест веќе ја чувте. Гора ни е прочитал од апостолот Павле од посланието до Коринтијаните, ќе ви ја прочитам и јас за да слушнете. Вели вака: драги пријатели христијани, сакам да ве потсетам на радосната вест. Радосна вест или евангелие. Евангелие значи тоа. Радосната вест што ви ја проповедав, која вие ја прифативте и која ви стана основа на верата. Таа радосна вест што ви ја проповедав ќе ви донесе спасение, доколку цврсто се држите до неа, освен ако немате празна или лажна вера. Јас најпрвен ви ја пренесов најважната порака, онака како што и мене ми беше пренесена. Христос умре за нашите гревови, согласно со предвестувањето запишано во Светото Писмо. Беше погребан и воскресна на третиот ден, согласно со предвестувањето запишано во Светото Писмо. 1 Коринтијани 15 глава, 1 до 4 стих. Значи, што разбираме? Разбираме која е радосната вест и тоа значи дека Христос е Спасителот кој што не ослободува од долгот на нашите гревови и преку Него имаме оправдување и спасение. Кој ќе каже амин? Амин. Халелуја. Значи, зошто Исус Христос дојде на оваа земја? Дали дојде за да суди? Кога ќе дојде втор пат, тогаш ќе дојде како судија. Но кога дојде испратен од Бога, дојде за да ги спаси луѓето. Вели во 1 Тимотеј 1 глава 15 стих: Исус Христос дојде на овој свет за да ги спаси грешните. Оваа вистина сите треба да ја прифатиме со целосна доверба. Јас сум најголемиот грешник од сите, вели апостолот Павле. Значи, ние треба да разбереме дека нас ни е неопходно спасение. Значи, неопходно ни е да бидеме спасени. Зошто? Затоа што секој што греши умира. Платата за грев е смрт. Не само физичка смрт, туку и духовна смрт, но и вечна смрт. И потребен е спасител, кој што ќе те спаси од таа смрт. Како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, по таков начин и смртта премина на сите луѓе преку еден човек, зашто сите сгрешија, вели во Римјани 5 глава 12 стих. Во другиот стих во Римјани 6 глава 23 вели: зашто платата што ја дава гревот е смрт, а подарокот од Бога е живот вечен во Христос Исус нашиот Господ. Сега сакам нешто да ви кажам. Колку и да сакате да сте праведни пред Бога, ќе сгрешите. Не може со правила да станете праведни пред Господ. Ги знаете 10 Божји заповеди. Колку и да се трудите да ги практикувате, нема да можете, бидејќи секако ќе сгрешите. И штом ќе сгрешите, веќе не сте праведни пред Бога. Но она што е важно, што треба да разберете, е кога Исус беше распнат на крстот, врз него се излеа целиот Божји гнев. Разбирате ли? И наместо да биде тој гнев излеан врз луѓето, тој гнев беше излеан врз Исус Христос. Амин. Значи, Божјиот критериум за светост и праведност е задоволен преку жртвата која што ја изврши Исус на крстот и како што ви реков, целиот Божји гнев падна врз Исус. Соодветно, оној што ќе поверува во Исус, веќе нема да има Божји гнев врз него.
туку е ослободен од тој гнев и веќе е оправдан, односно спасен. Зашто Бог го измири светот со себе преку Христос, не земајќи ги предвид престапите на луѓето, и го положи во нас словото на измирување, зашто оној кој не знаеше за грев, Бог за нас го направи грев, да преку него да станеме што? Праведност Божја. Тоа го пишува во 2 Коринтијани 5 глава, 19 и 21 стих. Видете што е важно. Јас можам така да си читам многу стихови, но важно е да ги отворите вашите уши, вашите очи, вашите срца и да го впивате ова слово кое што дава живот. Не случајно сте тука. И тоа е, пак ја кажам, Божја заслуга и Божја интервенција за да ги слушнете овие информации, кои што не се само информации како на вести, туку се Слово Божјо кое што носи живот во секој еден од нас. Вели вака, тој сам ги носеше гревовите на крстот во телото свое, та ослободени од гревовите, да живееме за правдата. Преку неговата рана се исцеливте. 1 Петрово 2.24. Значи, преку што сме исцелени? Преку раните Исусови. Што направил Исус? Ги понесе нашите гревови на крстот во телото свое. И ослободени од гревовите сме повикани да живееме за правдата. Амин. Покрај тоа што вие веќе знаете дека Исус е Божиот Син, дека тоа е жртвеното јагне кое што се даде за простување на гревовите, луѓето се уште не знаат дека Исус е Господ. И тоа малку не им е јасно, но еве јас ќе се обидам да ви дадам едно објаснување кое што е од Колосјаните 1 глава 13 стих. Вели, тој, Бог, Таткото, не извлече од власта на царството на темнината и не пренесе во царството на неговиот сакан Син, кој ни ја откупи слободата и не ги прости гревовите. Христос е над се, Христос е видлива слика на невидливиот Бог. Тој постоеше уште кога Бог ништо не беше создал. Преку Христос Бог ги создаде сите нешта и на небото и на земјата. Тоа што се гледа и тоа што не се гледа, сите престоли и власти, сите владетели и властодржци, се беше создадено преку него и за него. Тој постои пред се и ги одржува сите нешта. Христос е глава на црквата која е негово тело. Тој е почетокот прв што воскресна од мртвите, зашто Бог одбра во него во целост да се всели Божјата природа и преку него да ги помири сите да ги помири со себе, било да се на земјата или на небото, воспоставувајќи мир преку својата крв, пролеана на крстот. Тоа ве вклучува и вас, што порано бевте отуѓани од Бог и му бевте непријатели и во мислите и на дело. Значи, преку крвта на Исус, Господ овозможува помирување на секое создание со него. Исус е таа помирителна жртва. Слава на Бога. Сега вака. Во Матеј 13 глава 44 стих ќе ви прочитам Исусовите зборови. Што кажува Исус за Царството Божјо? Вели, небесното царство може да се спореди со богатство скриено во нива. Човекот што ќе го пронајде, повторно го закопува и сиот радосен оди и продава се што поседува и ја купува таа нива. Колку интересно. Значи, кога човекот открил дека има богатство на нивата, тој не раскажал на никого, тој го скрил тоа за никој да не дознае и решил да ја купи нивата. Всушност не ја сакал целата нива, тој го сакал богатството на нивата. Така? Тој знаел дека за да го добие богатството треба да плати цена, ама за цела нива да ја исплати. Цената на нивата за човекот била многу висока. Тоа го чинело се што човекот поседувал. Сепак тој тоа го направил со радост, зашто ја знаел вредноста
на она кој што ќе го добиел со нивата. Може би местните жители се прашувале зошто тој човек ја сака толку многу таа нива. Кога таа нива може би не ја бивало и за ништо друго, освен за трње да раѓа. Се прашувале може би зошто човекот плаќа толку голема цена за таа нива. Единствената личност која што знаеше за богатството беше Исус. Тој ја плати цената за целиот свет, нивата, за целиот свет. Зошто? За да го земе богатството кое што беше на нивата на светот, а тоа се Божјите луѓе. Јован 3:16 вели зашто Бог толку ги засакал луѓето од овој свет, што го даде својот единороден син, за да не загине ниту еден што верува во него, туку да има вечен живот. Алелуја. Значи Бог го возлюби светот и го даде животот на својот син, за да го искупи светот. А она што Бог го добива од светот, што е? Се оние што ќе поверуваат во него. Тоа Бог го добива. Кој ќе поверува во него нема да загине, и тоа е онаа група на луѓе која што го сочинува богатството на нивата, за која што Исус умре за да ја купи таа нива. За да го добие тоа богатство. Значи Исус го откупи целиот свет заради оние кои поверуваа. Тоа го потврдува и стихот во Тит, 2 глава 14-тиот. Вели, тој се жртвуваше за нас, за да не ослободи од секаков грев и да не направи чисти. Тој сака ние да бидеме негов народ и од се срце да го правиме она што е добро. Амин. Значи, Исусовото богатство се луѓето кои се негова собственост, откупени од светот, од беззаконијата, исчистени и направени спремни, ревностни за да вршат добри дела. И цената која беше? Цената беше самиот тој. Самиот Исус. Се што Исус имаше, се што тој беше, тој го положи својот живот, се даде себе си, за да ја купи таа нива заради богатството, односно заради Божјите луѓе кои што тој ги искупи. Амин. Сега, Исус ја купи таа нива, но тој ја остави на своите слуги кои што се служители на Евангелието, а тоа сме ние, кои што треба да откриеме каде е богатството, да го ископаме, да го извадиме од земјата, бидејќи стоело долго време, рѓосувало, му влосувало, потребно му е чистење на тоа богатство, и тоа е задачата да се водат луѓето кон Бога и да им се проповеда радосната вест, односно Евангелието. Од ова што ви го прочитав, ја согледуваме Христовата љубов кон неговиот народ, колективно зборувам. Бог е љубов и неговата љубов знаеме дека е огромна, дека е безгранична и дека е уникатна. Амин. Сега би сакал да се послужите со нешто кое што ќе ве послужат луѓето. Ќе си земете по едно зрнце и ќе го држите пред вас. И го добивате како подарок. Да ве подсетува на она кое што сега ќе ви го кажам. Во Матеј 13 глава 45 и 46 стих вели: понатаму небесното царство може да се спореди со трговец што трага по најскапоцениот бисер, кога ќе го најде. Тој оди и продава се што има и го купува. Амин. Трговецот не беше турист. Тој беше човек кој бараше бисери и кога најде еден скапоцен бисер, тој осозна дека за да се добие добра сделка треба да продаде се за да може да го купи бисерот. Што значи бисерот?
Едно од значењата во Светото Писмо е страдање. Треба да знаете дека сите порти во Новиот Ерусалим се направени од бисери. Тоа ни укажува дека нема друг пат за влегување во Новиот Ерусалим, освен преку патот на страдањето. Нема друга порта. За да се добие бисер, најпрво знаете дека песочното зрно кое влегува во школката предизвикува дразба на школката, а таа започнува да го обвиткува со одредени секрети. И слој по слој се формира тој бисер. Потоа школката треба да биде најдена од длабочините на морето, па да се извади на површина, потоа да се извади бисерот од школката и да помине низ одредени процеси. Исус ја купи нивата, но тој на своите слуги го остави, им остави да го подготват богатството кое што беше најдено на таа нива. Така? Исто како што треба да се направи со бисерот. Замислете како Исус го држи бисерот. Замислете како го држи, како што јас вака го држам. Држите го и вие. Замислете како Исус го држи бисерот во раката, гледате во него, како погледнува со восхит и со љубов и вели: заради тебе, јас ја платив таа цена, дадов се што имав. Гледај го бисерот. Значи, тоа не е нешто колективно, току нешто лично. Тој држи едно зрно во рацете и вели: тоа е се за тебе. Јас те платив и ти дадов се што имав, за да те имам. Сега кажете: јас сум тој бисер, Господе. И да немаше никој на оваа земја за да биде искупен, јас верувам и знам дека ти би дошол и за мене. И само јас да сум постоел, ти би дошол и за мене. И би умрел за мене. Погледнете го бисерот. Така вие кога му се предавате на Господ, така вие станувате богатство Негово. И вие веќе не му припаѓате на светот, ниту на ѓаволот, ниту на гревот, туку сте богатство во Неговите раце. И никој нема право да ве одземе од Неговите раце. Вие сте Негова својина од моментот кога ќе го прифатите Исус за свој Господ и Спасител. Дури светот да не ве сака и да не ве вреднува, вашата вредност ви ја дава Исус преку вредноста што тој ја даде, ја плати за нас, а тоа е неговата скапоцена крв. Зошто ви го кажувам ова? Зашто многу луѓе се борат со чувството на ниска вредност, на отфрленост, дека никој не ги сака. Но Исус е тој што љуби толку многу, што даде се за секој еден од нас. Амин. Го гледате бисерот колку е убав? Но јас верувам дека вие сте уште поубави, побистри, сјајни во неговите очи, штом дозволите он да ве покрие со неговата праведност. Зачувајте си го и потсетувајте се на ова. Ставете си го слободно во чантата. Во Прво Петрово послание, првата глава, 18 и 19 стих го вели следното: вие знаете каква цена беше платена за да бидете откупени од безвредниот начин на живење што го имавте наследен од вашите татковци. Знаете дека не бевте откупени со сребреници и златници кои се потрошни нешта, туку со скапоцената крв на Христос,
безгрешното совршено Божјо јагне. Значи, со што сте откупени? Со сребреници и златници не сте. Туку сте откупени со скъпоцената крв на Христос, кое што е безгрешното совршено Божјо јагне. Амин. Значи, единствено Исусовата крв е таа преку која можеме да бидеме целосно откупени од нашите гревови, од пустошот и од мракот. И зошто мораше да биде пролеана крв? Зошто мораше да биде пролеана крв? Пишува во Евангелието во Евреи 9 глава 12 и 22 стих. Христос принесе крв во најсветото место еднаш за секогаш, но не крв од јарци и јумци, туку ја принесе собствената крв и на тој начин за секогаш го обезбеди нашето спасение. Всушност, според Мојсеевиот закон, се исчистува преку попрскување со крв и без пролевање на крв нема простување на гревовите. Амин. Значи, Божјата љубов за човештвото може да биде измерена преку цената што Бог ја плати за да не откупи. Значи, Исус не ја остави само својата слава, својот престол, својата величественост како Бог. Тој се понижи себе си како човек, се предаде себе си, го даде својот живот преку својата пролеана крв како откупна цена за секој еден од нас. Она што сакам да го истакнам, веќе сме при крај, е во следното. Во Римјани 8 глава вели вака: Впрочем, духот што го примивте не ве претвара одново во робови, па и понатаму да се плашите од Бог. Напротив, тој дух, се мисли на Светиот Дух, ве посвои и сега сте Божји деца и на Бог можете да му се обраќате со Аба, што значи татко. Самиот Божји Дух, заедно со нашиот дух, не уверува дека ние навистина сме Божји деца. Ако сме Божји деца, ние сме и негови наследници, заедно со Христос. Се што Бог му дава на својот син Христос е и наше. Па и ако страдаме слично како што страдаше Христос, ќе ја наследиме и славата што ја има тој. И јас мислам дека страдањата низ кои сега минуваме не можат ни да се споредат со славата што потоа ќе ни биде дадена, вели. Амин. Значи, како Божји деца, штом ќе поверувате во Христос, станувате Божјо дете. Како Божјо дете, вие станувате наследници на Бога, сонаследници на Христос, кое што значи дека сме спремни да ги споделиме и неговите страдања, за да сме сонаследници со него. Сонаследник не значи да делиш мал дел од наследството, туку да имаме право да го споделуваме целото наследство со него. Тоа всушност е негово наследство, на Исус наследството. За каков дух станува збор? Станува збор за Светиот Дух. Светиот Дух доаѓа во вас кога го примате Исус. Вие кои што ќе одите сега на крштевање, вие ќе одиме во молитва, ќе го изберете Христос. И во тој момент Светиот Дух веќе го чувствувате во вас, го примате. Но штом го примате, треба да знаете дека со тоа сте запечатени со Светиот Дух за денот на избавувањето. Тоа е различно од крштевање во Светиот Дух. Јован Крстител рече: Јас ве крштевам со вода, но оној што доаѓа по мене ќе ве крсти со Свети Дух и оган. Тоа е различно крштевање. И што треба вие да знаете? Кога ќе завршиме со крштевањето, веќе сте Божји деца, веќе сте запечатени за денот на избавувањето. А потоа, потребно е да копнеете повеќе за Бога, да жеднеете за Бога. И тогаш да побарате од Исус да ве крсти со Светиот Дух. Оти тој што крштева со Светиот Дух е самиот Исус. Вели, а кога ќе дојде тој Духот на вистината, се мисли на Светиот Дух, ќе ве упати во сета вистина, зашто нема да зборува само од себе, ќе зборува она што слуша и ќе ви навести за нештата што ќе дојдат. Тој ќе ме прослави мене, зашто ќе земе од моето и ќе ви јави. Се што има таткото мое, затоа реков дека ќе земе од моето и ќе ви јави. Значи, се што има Отецот му следува и на Исус, така? А Светиот Дух тоа и на нас ќе ни го открие. Тој Светиот Дух е оној кој
кој што обслужува со наследството и затоа ние треба да чекориме во еден чекор со тој Свети Дух. Ако немате релација со Светиот Дух, тогаш покрај тоа што сте царски Божји деца, пак може да живеете бедно и мизерно. Но, ако вие општите со Светиот Дух, копнеете и сте во чекор со Светиот Дух, тогаш Светиот Дух ќе ви го споделува и наследството од Бога, но и ќе ве движи во светост и праведност. Зошто јас ви го зборувам ова? Заради тоа што христијаните се повикани да одат во честност, во праведност, не да вршат гревови. И вие не можете да гарантирате дека нема да сгрешите. Но, ќе имате сила да се спротиставите на гревот. А таа сила ќе ви доаѓа не од вашата волја, од вашиот труд, туку ќе доаѓа со помош на Светиот Дух. Тоа е многу важно. И тоа многу христијани не го знаат. И затоа се декларираат дека се христијани. Одат во црква, прават ритуали за да им прости Господ, а после излегуваат и одат кај швалерите, швалерките и вршат криминал. И тоа е лицемерие пред Господ. А видите што вели во Светото Писмо. Но вие не се раководите според телесната природа, туку според водството на Духот. Ако во вас на вистина живее Божиот Дух. Ако некој го нема во себе Духот на Христос, таквиот човек воопшто и не е христијанин. Таквиот човек воопшто и не е христијанин. Ако пак Христос живее во вас, тогаш на вистина вашето тело ќе мора да умре поради гревот, но вашиот дух ќе живее затоа што сте оправдани пред Бог. Ако на вистина Божиот дух кој го воскресна Исуса сега живее во вас, тогаш тој дух ќе ги оживее и вашите смртни тела онака како што го воскресна Христос од мртвите. Читав од Римјаните 8 глава, од 9 до 11 стих. Сега вие одите да умрете во водата. Стариот човек од вас умира, се погребува, се крштевате во името на Отецот, Синот и Светиот Дух и излегувате како нов човек. Вие знаете кога Исус излезе од Јордан, кога беше крстен, тогаш слезе Светиот Дух. Јован го виде тоа. И се чу глас од небесата. Ова е мојот возљубен син, кој ми е по волјата, по милината. Сакам да ви кажам, ако вие верувате во Господ Исус Христос, копнеете за Него. Пристапувате сега во водно крштевање. А кога ќе излезете како нови луѓе. Но може би и во тој момент ќе осетите уште поголема жет и сила од Бога врз вас. Затоа бидете отворени со вера во Бога. Светиот Дух ви помага да не ги извршувате навиките да грешите. Така да без разлика дали е порок, дали е зависност, дали е нешто друго, Светиот Дух ви помага во слабостите. Господ ве сака и ве прифаќа какви што сте, но не го одобрува гревот. И затоа што не го одобрува гревот и затоа што за гревот следува казна, Он го даде својот син, Исус, тој да ја понесе казната наместо нас, за ние да бидеме спасени. Привилегија е, дар од Господ е, незаслужен, и тој дар се прима со вера. Ако сте дојдени тука, ритуално да се крстите и некој ве натерал, не го правете тоа. Но верувајте дека сте тука, би рекол заради Светиот Дух што ве донел овде. Затоа што наскоро Исус се доаѓа. И доаѓањето на Исус ќе биде заграбнување на црквата. Црквата не како институција, туку црквата како жив организам, како невеста, а тој како младоженец. Доаѓа да ја грабне во небесата. И тоа го пишува во Светото Писмо. Потоа на земјата ќе останат сите кои што си мислеле дека се праведни, а го немале Христос. И тие ќе се соочуваат со различни искушенија кои што ќе трајат 7 години. Тогаш ќе се појави и антихристот во текот на тие 7 години.
И тој ќе се прави себе си Бог, но ќе ги угнетува и луѓето. Ќе прави лажни знаци и чуда, да ги заблуди сите. Кога ќе се прогласи за Господ и кога ќе прави беззаконие, ќе дојде моментот кога Исус ќе дојде целосно, но заедно со црквата со нас и ќе го собори Антихристот со својот здив, ќе се случи Армагедон и потоа Исус ќе го воспостави своето милениумско царство. Халелуја! И вие сте повикани не случайно во овој период. Наскоро може ќе има нови рестрикции. Гледате што се случува во светски размери. Од пандемија, од климатски промени. Но вие сте тука. Зошто? За да слушнете дека Господ ве сака и дека ако сакавте да свртите нов лист во вашиот живот, нова страница, дека можноста е тука. Таа не е со собствени сили да го направите тоа. Туку да му се предадете на Господ. Да му се препуштите, да му се посветите на Господ Исус Христос. Тој ви дава сила, тој ве прави нови. Старото поминува и во Христос се станува ново. Во него станувате нова креација. И Господ ќе ви прости за секој грев. Ако навистина му верувате. Ако навистина го прифатите во вашето срце. Сите вие кои што сте жедни, можете потоа да барате Исус да ве крсти во Светиот Дух. И ќе ви биде даден Светиот Дух. А Светиот Дух не е како сила, туку тоа е личност. Ние веруваме во троединен Бог. Таткото, Синот и Светиот Дух. Запамтете го тоа. Секој кој што не го кажува тоа, е навистина секта. Да го знаете тоа. Секој што го негира тројството како троединен Бог, Отецот, Синот и Светиот Дух, треба да ви е јасно дека тоа не е правилно. Значи, што е она што важно да го знаете? Светиот Дух е третата личност од Светото Тројство. И тој Свети Дух не доаѓа во нас бидејќи ние сме совршени. Тој доаѓа и ни помага да се усовршуваме. Следствено на тоа, кога некој копне да биде крстен со Светиот Дух, тогаш тоа значи дека е совршен? Не, туку тој копне и Светиот Дух дава сила од озгора за да се сведочи за Исус. Тој истиот Дух е тој Дух кој што го воскресна Исус од мртвите. И што и вас ќе ве воскресне. Сите нас. Исус Христос, кога дојде на земјата, беше представник на Бог Отецот и не бараше поклонение ниту да му служат. Откога Исус ја заврши службата на земјата, се врати кај Отецот, но тој го испрати Светиот Дух како свој личен дар и свој представник. И пишува во Јован 16 глава, 14 и 15 стих, вели, тој ќе ме прослави мене, зашто ќе земе од моето и ќе ви јави. Се што има таткото мое, затоа реков дека ќе земе од моето и ќе ви јави. Значи, Светиот Дух се спушти на земјата, за да го прослави Христос и да ги води верниците во сета вистина. Тој е утешител, тој е тој што утешува, тој е тој што не води во вистината Божја и тој Свети Дух доаѓа од Таткото Небесен, но со молба на Исус, испратен од Исус за да сведочи за Исус. Затоа е важно да сватите дека Светиот Дух не ја бара својата слава, туку неговото присуство на земјата има за цел да го прославува Господ Исус Христос. Значи, ако некој го видите да прави знаци и чуда, а не го прославува името на Господ Исус Христос, тоа не е од Бога, бидејќи не е Светиот Дух во акција. И обратно, кој не го признава Светиот Дух како третата личност од Светото Тројство, тоа значи дека ја нема славата на Бога и го нема Христос. Ова е многу важно за разликување на нештата. Значи, уште еднаш да поттикнам. Вие го примате Светиот Дух, кога го примате Исус Христос за свој Господ и Спасител. И тогаш вашиот дух, кој што беше мртов, оживува. Станувате духовно оживеани во Божите очи. Второ,
Вие сте крстени, потопени или преплавени со Светиот Дух, кога го молите Господ да ве крсти, Исус да ве крсти со сила од озгора, односно со Светиот Дух, кое што е потребно за служење, најчесто пропратено е со непознати јазици, говорење на непознати јазици. И потоа чекорите во тоа помазание. И потоа вие се исполнувате, како трет момент, вие се исполнувате со Светиот Дух во континуитет во текот на вашиот живот, кога вие општите со Светиот Дух, се молите на јазици и чекорите во заедништво со Бога. Само со ова завршувам, кога дојде празникот Духов ден, сите христијани се собраа на едно место. Тогаш ненадено од небото се чу бучава како од силен виор. Бучавата ја исполни целата куќа каде што беа собрани. Се појавија одвоени јазици како од оган и се спуштија врз секој од нив. Сите се исполнија со Светиот Дух и почнаа да зборуваат на различни јазици како што им даваше способно Светиот Дух. Тој не беше мајчен јазик. Тоа беше јазици кои што беа давани од Светиот Дух, ама луѓето зборуваа. Ова е важно да го сватите, бидејќи тоа е знакот и индикацијата дека сте крстени во Светиот Дух. Во 1 Коринтијани 14:2 вели затоа кој зборува на јазик, не им зборува на луѓето, туку на Бога. Имено никој не го разбира, но зборува тајни во својот дух. Соодветно, кога вие се молите на тие јазици, се молите на Господ, тоа е посебен тип на молитва. Вашиот ум не го разбира, ѓаволот не го разбира, светот не го разбира тоа што го кажувате. Туку тоа е специјална молитва која што Господ ја слуша и ја знае за што се молите. Кодирана молитва. Ако побарате од Бога да разберете, Господ ќе ви даде и толкување да разберете за што се молеле. Вели кој зборува на јазик се изградува себе си, а кој пророкува ја изградува црквата. 1 Коринтијани 14 глава 4 стих. Што е потребно и за тоа да го добиете крштевањето со Светиот Дух? Потребно е да жеднеете за Исус, да се напојувате за Исус. Потоа е потребно да барате од Бога, зашто кој бара добива. Никој насила не може да ти даде, мораш да побараш, да сакаш. И она што исто така е важно, кога бараш, треба да бараш со вера дека ќе ти биде дадено. Зашто на Господ му се угодува со вера. Треба да верувате дека Бог има и дека ги наградува оние кои што го бараат. Ова е тоа што треба денеска да го чуете. Да знаете дека сите кои што до сега не сте го избрале Христос званично и не сте оправдани, значи дека сте во другата категорија, на неправедници. Без разлика дали може би сте грешеле малку или многу, во Божјите очи греф е греф. И вие како неправедни, за крадење мастики од супермаркет, дури за тоа, нема да влезете во Царството Божјо, оти сте неправедни. И не само заради тоа, туку и бидејќи вашата баба и вашиот дедо, прабаба или чукун или како да ги наречеме, се Адам и Ева. Тие сгрешија и тој греф вие го наследивте, го носите. Но има радосна вест, а тоа е дека Бог толку го возлюби светот, што го даде својот син за секој што ќе поверува во него, да не загине, туку да прими вечен живот. И вие штом поверувате во Господ Исус Христос и го изберете за свој Господ и Спасител, вие веќе со неговата крв сте оправдани, измиени, изчистени, откупени, со неговата праведност станувате праведни луѓе и влегувате во Царството Божие. Надворешно, тоа како чин се манифестира со водно крштевање. Дали разбирате? Значи, сега треба да поверувате, а потоа да се крстите. Од моментот кога кој ќе бидете крстени, станувате ученици на Христос, станувате негови луѓе, врвите по неговиот пат. Но дали се разбираме? Никој со добри дела не може да се спаси. Има луѓе кои што везден се кајат.
Можат да се кајат, ама срцето да е празно и да немаат вера во Христос. Тогаш, но, да се покаеш. Доаѓа зборот метаноја од грчки. Значи да се предомислиш, значи да ги оставиш своите стари верувања и да го прифатиш она што Бог ти вели да веруваш. Да ги оставиш идолите. Што се идоли? Идоли се облици, форми, субјекти кои што се на предмет на обожување. Тоа може да бидат парите, може да биде славата, може да бидат светците, може да биде премиер, може да биде некој друг, некој пејач, глумец што го сакате. Разбирате ли? Тргнете се од идолите и поверувајте во Христос, бидејќи сета слава е Негова. Бог Таткото се прославува кога му се оддава слава на името на Господ Исус Христос. Дали го разбирате тоа? Многу луѓе се навикнати по традиција да живеат. Прават слави во куќата, имендени прават. Кое е тоа име што е над секое име? Па некина беше Павлов ден и Петров ден. Заре мислите дека Петар и Павле тоа го проповедаат нивното име да е славно? Не. Не, драги мои. Тоа со текот на вековите е тргнато во друг правец. Тие не се промовираа себе си за нивните имиња да се величаат. Тие единствено сведочеа за името на Господ Исус Христос, зашто само Негова е славата. И затоа вие можеби не знаевте, но еве денеска дознавате дека и тоа треба да се промени. Името на Исус е над секое име и само на Неговото име му се дава слава и чест. Ви го кажувам за да знаете да не биде тоа бариера на патот со Господа. Да немате пречки. Ако се сомневате и ви треба време, отворете го Новиот Завет, отворете Библијата. Читајте, јасно е кажано. И Господ ќе ви зборува. Зошто тоа не го зборуваат другите свештеници, попови? Немам одговор. Но знам дека кнезот на овој свет е лажливец и работи во сите сфери на општеството, во сите аспекти, за да ги заблудува луѓето и да ги држи подалеку од Бога. Она што е важно да знаете дека вистината е таа. Некогаш е болна, но подобро е да е болна, бидејќи после ослободува од сета заблуда и ви дава олеснување. Значи вие се каете за тоа дека мислевте дека Бог ве казнува. Се каете за тоа што дававте слава на други ликови. Што имавте идоли, парите, славата, желбата за моќ. Се каете за тоа, се каете за се каете и за вашиот грешен живот. Но верувате во Христос и ја примате Неговата праведност. Заради тоа што ние сме оправдани преку делото што Исус го изврши на крстот, пролевајќи ја Неговата света крв за нас. Амин. Исус умре и воскресна и е жив и тој живот се манифестира и пројавува во секој еден од нас. Амин. Слава на Бога. Драги пријатели, сите што сте тука, јас можам да ве поттикнам во молитва заедничка. Пак ќе кажам, молитвата не е таа што спасува, туку верата во Господ Исус Христос. Молитвата само можам да ве поттикнам да го направите вашиот избор. Дали сте подготвени? Подготвени да му го предадете својот живот на Христос и да го примите за свој Господ и Спасител. Тогаш кажете гласно: Татко, семоќен, Ти кој што си Господ, праведен и свет, се скриено Тебе Ти откриено. Се согласувам со Светото Писмо кое што вели дека сите сгрешија и отпаднаа од Твојата слава, Господе. Сгрешив и знам дека осудата е смрт. Сега, Господе, жалам што одев по својот пат и што грешев. Се кајам
за секој грев извршен со уста, со збор, со намера на моето срце, со помисла, со поглед, со моето тело. Се кајам, Господе, за сето тоа кое што го вршев против Твојата волја, што вршев идолопоклонство, што се сметав себе си за праведен. Жал ми е за сето тоа. Јас разбирам дека единствен во кого немаше грев е Твојот Син Исус Христос, кого Ти го направи да биде грев заради мене. Верувам дека Исус Христос е Божиот Син, кој ја исполни волјата на Отецот и заради моите гревови беззаконија беше казнет и беше распнат на крстот. Верувам дека Исус Христос на крстот го скрши своето тело, земајќи го на своето тело секоја моја болест и болка, и преку неговите рани ние се исцеливме. Верувам дека Исус, кога беше распнат на крстот, ја пролеа својата света крв, со која што ме изми од гревот, од вината и ме оправда како никогаш да не сум грешел. Преку крвта на Исус јас сум откупен од канџите на ѓаволот. Преку крвта на Исус сум оправдан, направен праведен. Преку крвта на Исус сум осветен, направен свет, одделен за Бог. Преку крвта на Исуса Христа јас сум оправдан. Верувам во тоа. Верувам дека Исус висеше на дрвото, а пишано е во писмото: кој виси на дрво проклет да е. Исус стана проклетство, земајќи го сето мое проклетство, што го имав заради тоа што сгрешив против Бога и против Божиот закон. Исус ме ослободи од секое проклетство, се до моите предци, целосно ме исчисти. Верувам дека Исус на крстот кажа: прости им, татко, не знаат што прават. Верувам дека ми прости и мене. Ја примам прошката сега. Ја примам со вера и верувам дека Исус умре, беше погребан, а на третиот ден воскресна. Сега објавувам, со Христос сум распнат на крстот и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене, а животот што сега го живеам во телото, го живеам со верата во единородниот Син Божи Исус Христос, кој што ме возљуби и се предаде себе си за мене. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што ми го напиша името во книгата на животот. Сега званично, со чисто срце и совест, те повикувам, Исусе Христе, дојди во мојот живот, дојди и застани на престолот на мојот живот. Живеј во мене, владеј со мене. Ти си мојот Господ и Спасител. Те примам за мој Господ и Спасител и целосно ти се предавам. Мојата душа, моето тело, моето срце, мојот дух, мојот разум, се, Господе, е во Твоите раце. Јас во целости се покорувам. Ти благодарам што ја слушнав радосната вест, што поверува во Тебе, Господи Исусе Христе, и во она што го изврши на крстот. Фала Ти, Господи Исусе Христе, што ми подари вечен живот и спасение, и што сега ми го даваш и Светиот Дух, со кој што ме запечатуваш за денот на избавувањето. Јас во Твое име, Исусе Христе, му оддавам слава на Таткото Небесен и велам кон Бога: Татко, зашто сум посинет преку Исус и по Божја милост станав Божјо дете. Татко Небесен, во името на Исуса Христа, Ти оддавам слава и чест. Ти благодарам, Оче,
што сега сум Твое дете. Води ме со Твојот Свети Дух по патот Христов, по патот на светоста, светлината, правдата, љубовта. Јас верувам, Господи Исусе Христ, дека Ти си тој пат. Ти си патот, вистината и животот. И никој не доаѓа при Отецот, освен преку Тебе. Фала Ти, Господи Исусе Христ. Нека е се по Твоја воља и нека е вечна Твојата слава во сите векови и векови. Амин. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Халелуја. Слава на Бога. Одете му ја сета слава на Бога. Ова ракоплескање е за Господ. Да се прослави Господ. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Слава му на Господа. Слава на Бога. Се е од Него, преку Него и за Него. Со ракоплескање, со псалми, со славења, му даваме слава на Бога кога го издигнуваме името на Господ Исус Христос. Она што сакам да ви кажам е дека сега вие со овој момент, вие веќе се одрекувате од стариот живот, од навиките да грешите, од пороците. Вие веќе се влюбувате во Исус, бидејќи Тој ве возлюби вас. Не може нешто да е посилно од таа љубов. Ниту цигарите, ниту други зависности. Тие немаат, не може љубовта кон нив да ви е поголема од Исус. Вие сами ја чувствувате таа љубов и овде сте за да почнете со љубовта на Исус да живеете и да живеете за Него, не за себе си. Секој момент кога влегувате да пушите, замислете, а Исус е веќе во вас, го примивте. Замислете на Исус, му веглите, земи си димче. Тоа не е добро. Истото е со дрога, истото е со алкохол, истото е со коцкање, истото е со се. Бог ве сака и Бог ве очистува со Неговата праведност и љубов. Бог ве крева да бидете Негови деца, да сте сол и светлина. На луѓето да им раскажете дека Тој е жив и дека Тој е Господ и Спасител и спасението е само преку Него. Вие сте повикани да разгласувате за Него, да ја ширите таа радосна вест за Неговата совршена љубов и стварно да му се доверите во целост, Тој да го има кормилото во вашиот живот. Тој да води. И ако ви доаѓаат мисли, ама како ќе платам сметки, ама како ќе излезам, ама како овам, како... Застани. Предај се во Божји раце, зашто Бог мисли за тебе. Како што кажа, се е од Него, преку Него и за Него. Тој го створи целиот универзум. Се е во Негови раце. Доверите му се во целост. Тој нека движи напред. И имајте целосна верба во Господ. Исус ме љуби. Амин. Сега уште еднаш ќе се сватите лево и десно и ќе кажете Исус те љуби.